За тие што не ја гледа претходната епизода, кратка рекапитулација. Со помош на временска машина наречена Фичо, заминавме во времето на бетонската утопија. Насекаде гледавме джиновски споменици и монументални градби, за кои на почетокот не верував дека се направени од Homo sapiensi. Огромни фигури издигнати во пейзажот, поголеми од обичниот човек, со груб, недовршен геометриски изглед, многу остри агли во обликувањето како дефинирачка карактеристика, чисти материјали и јасни изрази, стилски порамнети со идеологијата и вредностите на системот. Значи, по муабетот разбравме дека бруталистичката филозофија се заснова на принципот What you see is what you get. Односно, тоа што го гледаш, тоа го добиваш. Откако ги посетивме спомениците низ Југославија, сфативме дека најверојатно се водела по истите принципи. А јас и Ана сме многу темелни, па ќе се потрудиме да зумираме во сршта на Југославија. Ана ја познавам од кога знам за себе. Таа е машина за авантури. Дритан! Ана! Се изгубивме малце. Актери сме и двајцата, али никогаш не сме соработувале. Љубовитни сме, но секогаш за различни работи. Може, станите. Јас задоволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а дзиркаме и во занетчиски дуќани. Одиме на кул местенца за селфиња, рилсови, бараме нови перспективи на старите приказни. Од дома правец кон сите соседни држави. Чудесни луѓе, природа, култура, музика, традиција. Се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. Нова патување има место за сите. Возбудливи авантури кои секој треба да ги доживее. Добре дојдовте во нашиот отворен круг. Ова е Радиус. Скопје е еден од најбруталните градови во светот. Кога велам најбрутални, мислам на градови со најголема концентрација на брутализам по метар квадратен. Причината за ова е еден датум кој за секогаш ќе остане запечатен во градската меморија. 26 јули 1963 година. Во земјотрес од 9 степени по Меркалиева скала ќе настрада речиси 80% од инфраструктурата. Но по земјотресот, принципите на солидарност и стремежот за заедничко градење на иднината на Скопје му донесоа бруталистичка ренесанса, која сосема случајно вредносно се порамни со времето и системот. И градот беше одново изграден според планот на Кензо Танге. Денес ќе го тестираме фиќото во нашето матично седиште, Скопје. Но прво да повториме што научивме досега за брутализмот. Дека е револуционерен правец во време после Втората светска војна, кога надежите за нов свет биле големи и се експериментирало со дотогаш невидени изрази на сите полиња, па и во архитектурата. Во експериментите се користел бетон, или на француски бетон брут. Голяма е добро! Па од таму доаѓа и неговото име, брутализам. Бетонот како материјал овозможил делата на брутализмот и денес да стојат исправено, без да ги изеде забот на времето. А вакви бруталистички изданија имаме и кај нас, пред очи, во самото срце на главниот град. Тоа што брутализмот буди футуристички чувства, само значи дека ние овде на земјата сме талентирани сонувачи. Драги другари и другарки, Драги другари и другарки, се наоѓаме во срцето на скопскиот брутализам. македонската пошта! Тадам! Зграда во освен што ќе ја најдете во светските енциклопедии за брутализам, за жал се наоѓа и на листата на 7 најзагрозени споменици во Европа на Европа Ностра. Причината е што делот од зградата, попознат како Шалтер сала, во 2013 година претрпе катастрофален пожар. Од тогаш веќе не е во функција. Девојче, чекам од 7 сат вајле чекам. Само нешто да прашам, одма. Тука е писмото, ај провери тука, те молам. Не, бев таму, колешката ме прати овде, кај вас ме прати колешката. Од таму ме прати овде да дојдам. Тешко, нели гледаш таму гужва колку има? Да, само да прашам. Зашто чекаат? Треба еден повик, да направам еден повик за Германија. Таму редот, таму што чекаат луѓе, типа паметен си од нив мислиш?
Јас и Јана имаме прашања од тука до Вселената. За таа цел зедовме приватни часови по историја на уметност кај професорот Никос Чаусидис. Може ли да ни кажете што е тоа брутализам? Првата асоциација е она што е има во современиот наш јазик е бруталност, така? Да. А јас некако така ја доживувам. Иако сум роден во времето кога се граде овие згради, делува многу science fiction, устремени нагоре, како некакви вселенски бродови. Така и ги рекламираа на некој начин во медиумите. Или градот на иднината, туристичкиот град. Можам да речем дека бев заљубен во брутализмот. А дали брутализмот како правец се заснова на митска символика? Тој се создал само од себе, како производ на технологија на лиење на бетонот во калапи одредени, тргнал во некој правец и си се формирал со тек на времето. Знаете, архитектите не мора да бидат филозофи сите. Му дале хонорар, направи, оној другиот направил, се и ја да направам, а ја уште пошашава од него да направам. Така што не мора за сето тоа да стои идеја. Идејата на оваа зграда, кој знае каква била тој автор, за што замислувал, ама производот си е посебен. Мислите ли дека брутализмот како израз има некаква врска со сликата на југословенскиот народ? Лично мислам дека апсолутно одговараат еден на друг. Во што одговараат? Што е заедничко за тие згради, за тој систем? Прво, бетонот, дали е шминка? У кој смисол шминка? Па дали е шминкерски? Не, напротив. Материјалот од кој е создаден се гледа, не е покриен со шминка. Значи, зграда која јасно ти покажува кој сум. За разлика од тоа, барокот шо е? 3 кила Шминка, течна пудра. И на крај фотошоп. И на крај фотошоп, апсолутно. А бетонот како цврстина можело и дрво да Тоа е биде? второ. Сите ние, млади луѓе на социјализмот, верувавме дека социјализмот е најдобар систем. И дека вечно ќе трае, капиталистите кај да е, ќе сватат дека Овој систем е подобар. систем и ќе дојат кај нас. И на некој начин така и се создаваше системот, за да биде цврст. И фактички оваа архитектура го одразува тој систем. Не мислите вие дека има нека поврзаност со брутализмот и воземјанските појави, например, со тоа чувство на грандиозно, на пирамидите, на нешто? Апсолутно. Што е заедничко меѓу социјализмот и пирамидите и Египет? Што е? Работната сила. Не, него мокен систем кој ги впрегнува луѓето да функционираат. Тоа не е демократија. Фараонот не е ни цар, тој е бог. Така што овде бог го нема, ама бог е системот, кој го гради. И идејата е токму истата, монументалност која го велича системот, кој дава смисол на систем. Кога гледаш таква зграда, грандиозна, бетонска, цврста, викаш, тоа е бре систем. Колку е бруталистичката архитектура поврзана со изразот, колку е поврзана со менталитетот на луѓето? Не можам да кажам дека скопјани го сака и го разбираат. Во времето кога беше градено? Кога беше граден, па и сега. Мислите, кај нас некој ги праша скопјани, сакате ли ваква бруталистичка архитектура? Прво, дали сите луѓе беа идеолошки подготвени за таква идеја? Јас мислам дека најдобар доказ дека не било така е токму барок на Скопје. Затоа што буквално едва и чекаа луѓето да е приземната архитектура на некоја граѓанско, малограѓанско, нели она стил кој на сите ни е драг, фино цветчиња, ново, дотерано, стокмено, со шминка, со пудра. Традиционално, знаеш, не е некоја револуција. Може да се рече дека барокно Скопје е една компензација на овој систем. Брзо се граделе згради бруталистички? Пошто сега се градат некако многу многу... идеализираш. Ти мислиш работни акции, па се ова го прави работни акции. Не, работни акции биле парца некоја, барем во крајот. Тоа било поише за дружење на луѓе, тоа можеше да се реши со еден багер за 2 сати ќе го реши она што 150 деца ќе го чепкаат со лопата. Тоа беше поише концепт на дружење, на мешање на бракови, ако сакаш. Фасцинираноста на Западот за брутализмот на овие простори. Па добро, прво немој да мислиш дека таму нема брутализм.
И имало и има, но никаде во толкава густина како Скопје. Скопје концептот беше цел град, речиси, да биде бруталистички. Со тоа што, фала Богу, не се изгради целиот град. Зашто, фала Богу, што не се изградило, кој знае, може ќе беше посебно. Ја поише се фаќам во некоја улога, јас као во тоа време, може би и сакав, ама сега дефинитивно не сакам. Во музеологијата постои една концепција, кога еден предмет станува музејски експонат. Знаеш ли кога стана? Кога не се користи веќе? Блиско си, кога е мртов. На некој начин брутализмот мора да умре за да добие вредност уште една. Поштата дефинитивно не е обична зграда. Во најмала рака е архитектонска скулптура, врвно дело на архитектот Јанко Константинов. Сигурно се прашувате, а и јас, од каде Југославија толкава сила да изгради толку големи споменици и во толкав број? Се прашуваме на вистина. Дритон имаше две теории. Едната е дека вакви масивни објекти не може да се изградени од луѓе, а втората е дека порано луѓето биле поголеми, посилни, погигантни. И двете погрешни. Движечката сила на Југославија е работникот. Тако е. За овој феномен на социјализмот разговаравме со Иван Блинков, професор на Шумарскиот факултет и експерт за ерозија, кој ќе ни објасни како на работничките акции се правеле вистински чуда. Како на ова место од голо брдо настанала густа шума? Приказката почнува многу одамна. Значи, увиделе дека има проблеми. Скопје дека има проблеми со поројни поплави. Уште 23-та го увиделе тоа. После Втора светска војна, веднаш почна со пошумување. Во тој период водно 4.500 хектари, што се вика целата планина, само 450 хектари биле под шума. Доминантно било земјоделско земјиште, пасишта и голини. Затоа од 49-та некаде масовно се вклучуваат, у тоа време службеници, што се вика, работници, ученици, средношколци, па и студенти. Тоа биле големи подвизи да се мобилизираат толку многу луѓе. Кажете ми повеќе за тие работни акции. Па имало големи работни акции и низ цела Југославија тоаш. Значи се граделе пруги, се граделе автопат Братство единство. А слушнав едно време дека биле толку популарни работни акции што требало врски за да можеш да се приклучиш на Може би една. тоа, меѓутоа секогаш се вирало луѓе што се пред се оние што биле и активисти во основната организација Сојузот на социјалистичката младина и комунистичка партија. Така беше во тоа време. А Значи- за овие акции тука наводно, тука важело други правила. Овде Кои каде- се правилата кои што важеле Не, на тука работните акции за водно? масовно се одела. Средношколци на пошумување. Од цела држава или само од Скопје? Не, од Скопје. Тоа било организирано, знаете, и вие сте биле средношколци, може би се радувале што не одат на часови, па така со кеф оделе на пошумување. Да, на пикник. Ова е најголемиот, најуспешниот подвиг на шумарската струка во Македонија. А ова е систем што е направен за заштита на градот Скопје од ерозија и пори. Тоа е уникатен систем во југословенски рамки, со сите можни мерки предемени. Дали масовноста на овие пошумувања и овие запати некако е поврзан со социјализмот и социјалистичките држави некако? Тогаш се имало повеќе одговорност кон природата изгледа и се обезбедувале многу средства, многу финанси и се мобилизирале луѓето за ги вршат тие акции за пошумување. Во Македонија од 1960 поточна евиденција до денеска има преку 200.000 хектари пошумени или 200.000 фудбалски стадиони. Еве можете да ги видите овие борови тука, овие се пред 35-40 години пошумени. Се ги разбираме бенефициите на пошумувањето на водно. А какви бенефиции има ова по зградувањево што се случува во А моментов? мислите пошумување со згради? Така некако. Добро, сега го викаме така пошумување со згради. Мислам, тоа е језива работа. Јас сум апсолутно против и тука ги поддржавам една невладина организација, го сакам водно, и тоа се прави љубители на водно и се борат. Акции за пошумување, последно беше Ден на дрво, фина идеја беше. Борис Трајанов беше вклучен
Бубокаров, беше клучен и академик Филиповски Ова е акција пред 10 години. и повеќе почетокот бе добра идеја беше почетокот, затоа што ние како струка, дали професори, дали инженерите, не можеме да анимираме населението, мора јавни личности сепак. И таа акција забре, зашто имаше и доста неуспех. Не се свати сериозно и од страна на населението. Од почеток беше добро, после се послабо и послабо. Младинските работни акции беа места за зближување и социализација на младината на Југославија. Места за негување и промоција на братството и единството. Беа составен дел и логистика на најголемите инфраструктурни проекти во бивша Југославија. Се градеа пруги, патишта, фабрики и понекогаш и цели градови. Малку познат факт е дека водно е пошумено во една таква акција. Тука работеле затвореници, адвокати, трговци, службеници. На почетокот се работело единствено во саботите и во неделите, а потоа и секојдневно. Подоцна започнува сериозна агитација преку организациите на Народниот фронт низ сите скопски мала. Кава тука направи ова фигури, чамли немаш да играш нема си заедно. Абе, шо ти е, чекај, не сме затвореници овде, дај малце да овакво да видиме, да поуживаме. Супер, ова се физичка работа, ама не сум ја за ова. Некои граѓани и по 3 месеци работеле на пошумувањето на водно. Еј, извини. Предизвикот можеби го изгубив. Не сум некој голем фан на копање, но простор за паника нема, како што би рекле нашите колеги од телевизијата, затоа што јас спремив реванш. Introducing the new Yugo, a Paramount engineering achievement from Yugoslavia. From busy traffic to rough terrain, Yugo will lead you anywhere. From the west to east coast, Yugo defeats the competitors. Reliability is his second name. Dependability and safety now have a totally new meaning. Do not hold your horses. Your dream of a tough, dependable car can finally be fulfilled. Buy yourself some freedom. Buy a Yugo. Yugo. More freedom for less money. Фиќото доби сериозна конкуренција по доаѓањето на Југото во производство во истата фабрика. Црвена застава. Денес сме овде да ги измериме силите на овие две автомобилски легенди, нормално со трка. Во тимот Фиќо, мој совозач е скопската легенда и експертот за кварови кај автомобили на застава, Дане Хемпро. Во тимот Југо сме јас и Маја Милошевска, професионален рели возач. Затоа што не планирам да изгубам. Маја, да ми објасниш малку како почна твојата љубов кон Југото? Јас сум дете од социјализмот, кога на нашите простори главно возило беше Југото и беше најмангупско за возење во тоа време и поради тоа растев со Југото. Супер, значи со Југо може да се патува и низ времето. Може да се патува апсолутно. Што значеше Хемпро за државата за време на социјализмот? Па Хемпро е една од постарите, ако не и најстара продавница кај нас. У тоа време нормално. Продававме само делови за Фичо 101, Југо. Дали се возеа многу фичовци низ Скопје? Највеќе. Најмногу фичовци? У почетокот, да, највеќе фичковци. Еве, нашата полиција возеше фичко. Генерално сите што почнуваа во автоспортот, почнуваа да се надпреваруваат со возилото Југо, па така започнав и јас и едноставно тоа е љубов кога еднаш ке се роди, останувате цел живот влюбеник во Југото. За фичото викаа дека доаѓа со прирачник, односно кога ќе купиш фичо, покрај тоа што ти е дел од фамилијата, можеш да му бидеш и доктор, сам свој мајстор. Ние како продавница имавме каталог комплетен со сите можни делови и начин како да се тоа поправи, како да се употребуваат. Покасно сите научија да го пекичка да се смени или кочни да се поправат, ума да се смени, тоа поголемиот број на луѓе сами си го правеа. Имавме и ние во нашиот спорт национална класа каде што се возеа само возила на
од фабриката Застава, најпрво тоа беше популарното Фичо, а потоа нели и Југото. Дали имаше доста жени возачи? Па мислам дека сега има повеќе, али имаше доста и у тоа време жени што возеа. Се сеќавам и трки се организираа, што возеа само жени. И трката може да започне на 3, 2, 1. Сега! Бърза и бесна! Айде! Леке! Победата за мене воопшто не е изненадување, затоа што Фиќето е цели 200 килограми полесно од Југото. По се изгледа, не е се во силата на моторот. Од еден мудрец кој има положено возачки испит. 100 dinara, 200 dinara. Ана, види, Јосип Броз Дрито. Што правиш бе таму? Истражувам. Што истражуваш? Па ми искочи наталната карта на другаров. Кој другар бе? Другарот Јосип Броз Тито. Ти гледаш натални карти, а ме ми збори за вонземене, дека не мало. Роден 7 мај 1892 година, што го прави бик, познак лав, а у месечина е девица. Уран и Марс му се доминантни планети, што го прави страствена личност, револуционер и секогаш спремен за акција, точно како што е Тито. Никогаш предвидлив, а отсечен и лукав во комуникацијата, но доволно храбар да се бори и да поместува планини, благодарение на Меркур и Марс. Звездите запишаа да отиде во Германија како тест возач во Мерцедес кога бил млад. Сепак, најважната звезда во неговата карта била црвената петокрака. Тоа дете порасна и им покажа среден прст на Хитлер и Сталин. Значи ја гледавме битката на Сутиеска, битката на Јужна пруга, битката на Зеленгора и ни остана уште најдобриот од сите, Битката на Неретва. битката на Неретва. Ева е најаката сцена. Ке биде ли? Покажа. Бе, знаеш дека сцена е снимана без ефекти, него стварно е срушен мостов? Епа како? Тоа ти е да југословенска сила. Сега ја ти кажам уште еден факт. Дека мостов бил изграден 2 пати, а бил срушен исто 2 пати. И за потребите на филмов биле изградени и срушени цели 4 села. И помеѓу 100.000 војници од ЈНА кои играле во филмот, биле кастирани и Орсон Велс, Франко Неро, Јул Бринер, еве го другарот, Бата Живоиновиќ. Тито бил голем продуцент, гледаш, цел Холивуд го доналовде на Балканот. Знаеш дека иако изгледа на прв поглед дека сите овие скапи филмови биле снимени за југословенската пропагандна машинерија, во која што има вистина, сепак, вистина е и тоа дека другар Тито бил голем љубител на филмската уметност. Тоа е тоа. Филмоман. Абе, исти сме со Тито. Бајте да сакаме многу филмови. Тие сте, ти и Тито. Се дружеше и со звездите Софија Лорен, Френк Синатра, Кирк Даглас и Ричард Бартон, кој го глумеше во филмот Битката на Сутиеска. Постерот за филмот Битката на Неретва го направил Пикасо лично, а за возврат добил 12 шишиња вино од Југославија. Кога во Белата куќа Никсон му кажал на Тито дека во тие простории не се пуши, тој само им одговорил: "Благо вама." Човекот кој им даде глас на малите народи од Азија и Африка преку движењето на неврзаните. Форум на 120 држави кои денес почива на истите столбови: антиимпериализам и антиколониализам.
Отпатува меѓу ѕвездите на 4 мај 1980 година и се спои со силата. За миг застана животот во цела Југославија. За кратко подоцна да бликне во плач. Брутализмот и денес во постсоцијалистичка иднина се уште служи како мотив и инспирација за снимање на домашни, странски и азиски sci-fi филмови. Кога другарот Тито би знаел уште колку филмови се снимани на овие споменици, тој би бил горд човек. А ние снимаме Радиус. Не лошо. Знам како имам овој тек. Овој? Купено. Ајде. Го напуштаме Скопје на уште една југотура. Овој пат низ нашата република. Првата дестинација на која што доброволно го оставивме фичото беше Струмица. Океј, да знаев што ме чека, можда и немаше да биде доброволно. Уште ни скали има. Дај бе, покажи малце југословенски дух. Ајде, сложно. Треба и мене споменик да ми направат горе. Што ти направи? Споменик. Негде на ниско, кај што не треба по скали. Ајде бе, дојде да видиш. Се наоѓаме во меморијалниот комплекс во Струмица, каде што 1982 година, на 4 јули, се донесени моштите од паднатите борци на НОБ. Меморијалниот комплекс? Чекај, ама те снимам. Меморијалниот комплекс е дело на архитектот Благој Колев и истиот е изграден од бел мермер. Архитектот ова го замислил како отворен амфитеатар и со мермерни платна во форма на скинати синџири. Како слобода од робство. Раскинати синџири. Слобода. Слобода! Слобода! Зашо би не ги чуваа споменици, бе? Ова ги чисти некој или оставени се на народот да ги средува? Па не верувам дека го чисти. Трбогазов Атанас. Имаме другар Трбогазов, може му е некој роднина овде. Мустафа Далипов, значи поише народности. Тембиле банда порано. Татково огниште разгоривте. Древни темели зацврстивте. Простор немирлив засводивте. Со својата срцевина. Виж социјалистичка поезија. Овој тип на споменици во Македонија се нарекуваат костурници. А вакви костурници има скоро во сите поголеми градови. Наредниот споменик во нашата селекција се наоѓа во Кавадарци. Ова е споменик. Како го граделе ова? Ова е многу бетон. Ајде натре да влезем. Не, знаеш што, мене ми се свија многу оваа симетрија. Од тука ќе стојам тука и ќе ја гледам од надвор. Нема да се качуваш, стварно? Не, ќе те чекам тука. Ај. Спомен костурницата во Кавадарци е оригинален представник на новиот брутализам, дело на Петар Муличковски. Символизира стара македонска куќа, вечен дом на паднатите борци во НОБ од тиквешијата. Ајде, Вајано, кај си? Нели немаше скали? Немало скали. Ана! Ана! Мислам дека дефинитивно ова е еден од најубавите бруталистички објекти во Македонија. Топло препорачувам да се види. Стварно имаме со што да се гордееме од тоа југословенско време.
Ајде да. Шо правиш, пола сат те чекам. Нели гладен беше, нели требаше да седнеме да јадеме, нели кафе ти се пиеше, шо правиш сад таму? Ајде убрзај, малце, нели знаеш шо пропуштив внатре, знаеш колко е јако? И остана уште последната дестинација. Спомен костурницата во Велес. Символично, како за крај, таму не чекаше најтешкото. Знаев дека и овде има скали, знаев. Ова е македонска герника има нацртана внатре. Оф! Ајде да? Ајде, ида. Го сваќам духот на социјализмот. А? Го сваќам ова чувство дека си дел од нешто поголемо. Да бе, што поорганизирано, поедноставно, ама не и просто. Да ти е нешто блиско као до идеал. Братство, единство, сам свој мајстор, учи си, нека се вработиш државно. Бе, тоа ти е исто така и денес. Ајде бе, побрзај. Па толку може. Више 5 скали има. Аха. 5-6. Успешно исполната мисија. Се качивме горе, еве го и вториот полупаднат борец. Браво, браво, Дрики. Идеме дали. На километар и пол и 100 скали од центарот на Велес е спомен костурницата посветена на велешките борци кои загинале во НОБ. Формата има две толкувања. Првото е дека представува расцвета на фијанов цвет, а второто распукан шлем, символ на победениот фашизам. Друже, каква акустика има. Автори на ова грандиозно архитектонско дело биле Саво Суготин и Љубомир Денковиќ од Нови Сад. Ана, чекај. Спомен костурницата во Велес е посветена на 100 велешки борци кои загинале во НОБ. Ти знаеш дека уствари ова треба да представува од надвор афилм и означува будење на нова надеж. А ова е македонската герника. А мозаиков знаеш кој го има правено? Знам. Од кај знаеш? Пишува. Маза. Да, Петар Мазев. Денес кога станувам пионер, давам чесен пионерски збор, дека вредно ќе учам и работам и ќе бидам верен другар, дека ќе ја сакам нашата самоуправна татковина, Социјалистичка Федеративна Република Југославија, дека ќе го развивам братството и единството и идеите за кои се бореше Тито, дека ќе ги почитувам сите луѓе на светот што сакаат слобода и мир. Погледај ме, погледај ме, очима детета. Кај? Од се што видовме и дознавме за Југославија, на Дритон и на мене не изгледа како едно место од друг универзум, по некој необичен свет. Да, сите возеле коли. Па геле врски за да идат на работна акција. Седи? И пак стигале сите да одат на одмор. Да, од соседи правеле другари. Граделе споменици за иднината со почит кон минатото. За нас, за новите генерации. И силно верувале, дај малце јас. Силно верувале во моќта на пријателството. Значи, каде и да си, никогаш нема да останеш без другари. Самиот систем ти гарантира право на другарство. Така ли е, другарки? Така е, другар Дритон.